Здраво и добре дојдовте во новото онлайн интервју. Овој пат на тема јавна администрација. Јас сум Ева Лазаревска, а со мене е професор на Правниот факултет и експерт за административно право Драган Гоцевски. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Најпрво, што точно значи државна администрација и што се вбројува во оваа гранка? Вака, во секоја држава, како организиран облик на спроведување на власт, ќе позоруваме и за тоа малку подоцна, разликуваме што значи институционализирано спроведување на моќ и разликуваме граѓани население со потреби. Во оние држави кои што ги третираме денеска како демократии, граѓаните се стожерот на секоја моќ и власт и граѓаните своите потреби ги пренесуваат на одредена група на луѓе на начин што го викаме непосредни избори, за тие луѓе во името на сите нас, граѓаните, да носат закони како начин на единствен, непристрасен, објективен начин да пропишат што смее да се прави, што не смее да се прави. Преку закони, добрите држави ни обезбедуваат да имаме многу права. Право на здравство, право на образование, право на култура, право на движење, право на собственост, право да бидеме безбедни, сигурни дома. Добри закони се закони кои што ни обезбедуваат да ние непристрасно и слободно се движиме и се бориме за својот просперитет. Она структура, оние луѓе кои што ги носат законите се политичари или политички избраници и функционери. Тие се власт. Но власта и луѓето што ги избравме сами не можат да ги спроведат овие закони. Оние луѓе што работат во организациите кои што ги извршуваат законите, односно де факто во стварноста обезбедуваат да ние имаме лични карти, патишта, паркови, зеленило, чисти шуми, да имаме струја дома, да имаме болници, да имаме училишта. Со еден збор ги викаме јавен сектор или јавна администрација. Државна администрација е потесен поим, помал дел од целиот јавен сектор. Во државна администрација ги сваќаме само оние вработени во министерства, инспекторати, управи, бироа, заводи, агенции, регулаторни тела и слично. Колку луѓе се вработени во државната администрација? Ако им веруваме на податоците што Министерство за информатичко општество и администрација ги објавува, а тоа е единственото надлежно по закон во Република Македонија да ги обзнанува овие податоци и да води евиденција за нив, во моментов има околу 129.600 вработени во целиот јавен сектор, а во државната администрација нешто помалку 20.000 луѓе. Колкава е реалната бројка која треба да ја има една државна администрација? Ова прашање е малку нефар, ќе кажам и зошто. Затоа што прво треба да си поставиме прашање колку потреби имаме како граѓани и зашто се сакаме државата да се грижи за нас. И сега некаков европски стандард или европски просек е од прилика на секој 20 луѓе, на секој 20 живи луѓе да има барем по еден пожарникар, една медицинска сестра, еден педагог на училиште, една воспитувачка во градинка, да има и еден административец, еден државен службеник, така, кој што ќе води сметка дали сме упишани во регистар на матични книга на родени, кој што ќе води сметка дали може да извадиме уверение од државјанство, некој што ќе може да не извади документ од катастар, што е пак еден облик на државна администрација кој што води евиденција за секоја педа земја чива е. Така да речеме дека европски просек според достапните податоци е 23% од сите вработени во една држава на ниво на Европска Унија се во јавниот сектор. Во Република Македонија во моментов 18,53% од сите вработени, од сите 709.000, 18,53% работат во јавен сектор. Споредено со Европа, нашиот јавен сектор не е голем, а државната администрација споредено со Европа не е голема. Затоа што од тие 130.000, речиси 39% се државна администрација. Тие вработени во министерства, војска, полиција, а споредено со Европа, а се споредуваме со Европа, а не со другите држави од светот, затоа што имаме изразено тежнење да сакаме да станеме дел од европското семејство преку наше зачленување во Европска Унија. Тоа не е единствен облик на уредување, туку е еден облик кон кој ние сакаме да се придружиме. Во државите членки на Европската Унија, просекот
на државна администрација во однос на целиот јавен сектор е под 30%. Кај нас е околу 40%. Тоа значи дека повеќе луѓе во тој јавен сектор треба да работат во социјално згрижување, социјална заштита, култура, наука, уметности. Постојат ли партиски вработувања и како функционираат? Апсолутно дека постојат. Како функционираат? Прво, најчесен одговор, ако поставаме прашање што е партиско вработување, тоа е вработување кое што политичка партија го дава на некого, кога политичка партија како организација вработува луѓе. Но тоа не ни е битно, затоа што во јавноста пежоративно партиски вработувања сакаме да ги третираме оние вработување во јавна и државна администрација, така, преку партиска патронажа. Што тоа значи на мајчин јазик? Тоа значи дека ако на едно работно место, било да е како лекар, матичен, било како хирург, било како државен службеник во министерства, се јават тројца, четворица, петорица луѓе за едно работно место. Меритократија или мерит систем, или ако сакаме добро владење и управување, постои ако оној од пријавените што ги исполнува сите услови ќе се покаже како најдобар биде вработен. Партиска патронажа има ако биде вработено лице без разлика на неговите компетенции, без разлика колку е стручен, колку школа има завршено, без разлика дали на тестирањата се покажал како најуспешен, најумешен, највешт, биде вработен само затоа што е член на една конкретна политичка партија. Не е секогаш крај на свет ако се вработи лице преку партиска патронажа. Во тој случај, да, имаме повреда на закон. Имаме повреда на начело на еднаквост пред закон. Сите сме се пријавиле, сите сме умни и вешти и сме се труделе во животот, но тој е вработен само затоа што е член на политичка партија. Ако тоа лице стварно знае и е умешен и е вреден, тогаш е повреден само законот. Значи не го оправдувам, но тој ќе се работи и ќе предонесува. Многу е поголема штетата ако вработуваме лица кои не исполнуваат услови за тоа работно место, кои не се добри лекари, кои не се добри државни службеници, кои не се честни, само затоа што се членови на политичка партија. Другите 4 или 5 не се членови и ги исполнуваат сите услови. Затоа што тие лица, ако не најдат работа во нашите болници, во нашите училишта, во нашата администрација, ќе заменат надвор. Другата штетна последица на партиските вработувања се оние веќе вработени, што често се вработени, се демотивираат. Јас работам 10 години тука и немам никој позади мене да ме турка напред. Тој вчера дошол, утре станува советник. Само затоа што е член на политичка партија. Која е мојата мотивација да бидам добар како работник? Што е мито? Што Мито? е корупција и во кои форми постојат во една На држава? почетокот на интервјуто спомнавме закони. Така, закон е еден начин како демократија функционира добро, како легална, легалистичка или рационална власт функционира добро. И сега се тие минути кога ќе позборуваме малку повеќе за ова. Како ќе знаеме дека ја и ти имаме еднаков третман? Ако правилата по кои треба да играме, правилата по кои треба да работиме, се напишани некаде. И сите ги читаме. Само така може да знаеме дали јас или ти е привилегиран или не е, дали некој го крши правилото или не. Ако правилото е пропишано, окей? Тоа се закон. И акти донесени врз основа на закон. Уредби на влада, правилници, упатства, наредби од страна на министерства што се носат. И сите мора да одиме и да играме, така, да имаме поведение по истите тие правила на ист начин. Селективна правда има ако правилата постојат и се пропишани, но тој што треба да го следи нивното применување, за некого замижува, за некого отвара 4 очи. Што тоа значи за нас двајца? Од аспект на корупција. Во една организација како министерство, или како клиника, или како училиште, или било кое јавно предпријатие, правилата по кои ние работиме, кога доаѓаме на работа, услугите што ги пружаме, ако сум шофер на автобус, кого примам да влезе во автобус, кого не. Ако работам во Министерство за внатрешни работи на шалтер за издавање на лични карти, така, дали сите ќе дозволам да чекаат во ред еден по еден или некого преко ред ќе пуштам. Тие правила се пропишани, ги има на хартија и обзнанети се. Се додека се придржуваме до правилата на игра, такви какви што се пропишани, велиме дека има правна држава. Оној момент кога јас или ти, за да добијам некој корист, јас да дојдам на ред пред тебе,
а тој на шалтер замижи ме пушти. Секогаш кога имаме кршење на тие правила, што треба подеднакво да важат за сите нив, велиме дека организацијата и правната држава, системот се разјадува од внатре, се нарушува или се корумпира. Сите тие девијации на редовниот начин што сме се договориле дека треба да работи, како треба да функционираме, се форми на корупција. Како да се заштитиме од нив? Мора пак на некој папир, на некој акт, најчесто закони, да пропишеме кој тип на повреди на редовниот начин на работа ќе го сметаме за корупција. Колку е подетален, колку е попрецизен тој акт во Република Македонија закон за спречување на корупција, толку се поголеми шансите дека и да забележиме дека има чин на корупција, ќе можеме утре да го казниме човекот. А смислата на тие казнувања се рехабилитативни, да им покажеме на другите дека не може неказнето да се кршат правилата на игра. Што е мито? Мито е форма на корупција, каде јас сум спремен, или ти, или некој, е спремен да ги прекрши правилата на игра за да добие лична корист, и тоа материјална, финансиска. Се вика мито затоа што е чин на подмитување, е пропишан чин, така, е пропишан вид на корупција, каде јас ти давам услуга, ти давам нешто што на другите не би им го дал сега, или не би им го дал воопшто, а за возврат ти ми даваш пари. Професоре Гоцевски, ви благодарам за одговорите и гостувањето. Со вас се гледаме следниот понеделник во новото интервју на тема која секако ќе произлезе од новите епизоди на фамилијата Марковски. Довидување.